Како што кажа и министерот, значи, со самото завршување на тендерската постапка, онај кој што ќе добие на овој тендер должен е во најкраток можен рок да изработи персонализирани картички за користење на дизел гориво. Овие картички можат да се користат само на оние бензински помпи кои што ќе бидат во собственост или ќе дистрибуираат ваков тип на субвенционирана зелена нафта, со тоа што во овој период треба да се знае врз база на методологијата на која што се прави пресметки, дека ни најмалите земјоделци, односно оние кои што имаат 0,2 хектари земја, нема да останат без субвенционирана нафта. Најнискиот износ е 500 денари кој што ќе биде на една картичка, а додека највисокиот износ исто така лимитиран ќе биде до 100.000 денари. Се со цел да на овој начин се поттикнат сите оние кои што сакаат да го окрупнат своето производство преку уште една од низата мерки и промени кои што годинава се направија во програмата за директни плаќања, а беше едно од круцијалните ветувања во предизборниот период. Сепак сакаме на земјоделието да му додадеме на секој еден производ кој што се произведува една додадена вредност и да има конкурентна цена и на нашиот и на странскиот пазар. Со овие картички земјоделците ќе можат да турат, односно да точат дизел, евродизел единствено само на бензинските помпи кои што се кај избраниот оператор. Избраниот оператор мора да има задолжително во секоја општина своји бензински помпи. Како што каже министерот, за да нема никаков дополнителен трошок за земјоделците. Тоа е еден од основните услови во самиот тендер, во самата тендерска постапка, и втората работа е да мораат овие платежни картички, односно картички за субвенционирана нафта, да се направат во најкраток можен рок, не подолг од 60 дена.